Добар ден, почитувани, ова е магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма, каде што денеска ќе зборуваме за еден несекојдневен начин, метод на дохрана кај бебињата. Baby led weaning е метод на дохрана кој што означува самостојно хранење на бебето од самиот почеток на дохраната. Што тоа значи? Дека родителите не му даваат со лажичка блендирана храна, туку му сервира парченца храна со соодветна големина кој што бебето со рачето самото ги зима и ги става во устата. Како изгледа овој метод на дохрана во пракса, ќе ни објаснат нашите гостинки кои што се тука во студио, две мајки кои што на таков начин ги хранат нивните деца. Тоа е Весна Каеска, која што веднаш до мене, и Катерина Галич. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Зошто се одлучивте на вашите бебиња, на вашите деца, да не им давате блендирани кашички, блендирана храна, туку да започнете со овој метод на дохрана? Еве, можеби ќе започнам тука со Катерина, бидејќи има навистина едно долгогодишно искуство во оваа област. Така, со првото дете не почнав со овој метод, но имав прилика да гледам како едно бебе, моје од фамилија блиско, се храни на овој начин, не живеат во Македонија. И ми беше прво шок, неверување како е тоа можно, но бидејќи бевме долго време заедно, прилика 2 недели, ми покажа самото бебе и на родителите нонстоп им покажува се уште дека може на тој начин да се храни и ми стана интересно, но реков ајде ќе видиме за понатака, ако имам второ дете ќе пробам и јас. На почетокот не го хранев Фреља некои 2 недели на овој начин, но потоа одлучив дека морам да истражам подобро. Има една прекрасна книга која се вика Baby Led Weaning, издадена е во 2010 година, значи тоа е веќе 9 години. И ја прочитав цела книга, истражував, собирав искуство од мајкини светот, има супер групи на Facebook, има супер заедница во Хрватска и со многу истражување решив дека треба да почнам да го хранам на овој начин. И сум супер задоволна. Така, вашето искуство го споделувате на социјалните мрежи, на Инстаграм, инспирирате многу мајки да започнат на ваков начин да ги хранат своите бебиња, една од нив е и Весна. Весна, што вас ве мотивираше да започнете со овој метод? Зошто? Зошто? Заради тоа што никако второ бебе самата ми покажа дека не сака кашички, дека не сака лажици, дека има одбивност. Се уште сум во неверување дека јас како мајка на второ бебе ја тоа не го видов. Меѓутоа имав среќа да ја следам Кате, јас имав некакво елементарно предзнаење за Baby Led Weaning, меѓутоа тоа беше толку мало и толку беше за мене непознато што просто не го поврзував никако со моите деца. Во една прилика имав кажано сосема случајно моето дете ќе јаде уште во старт на парченца, као второ бебе поголема самостојност гледајќи го првото. И несвесно некако видов дека тоа се случува. Ја бев поупорна од Кате, јас месец дена некаде, можеби малку повеќе, со лажицата бев упорна на кај Ника. Ника имаше од обично блендирано, првин мислев да не е случајно се оние малечки парченца, почнав со рендано јаболче. Значи, не сакаше, имаше бебето нагони за повраќање, првин мислев дека не е спремна, што исто така се случува, меѓутоа сега кога ќе ги гледам видеата наназад, зашто имам цел циклус на видеа како од прилика, сега не секој ден, меѓутоа се гледа напредокот и се гледа тоа како реагирала на стартот, бебево има фат, значи приближува ствари до уста, а јас тоа не го видов. И не знам, не се чувствувам дека нешто сум сгрешила, меѓутоа пак ќе кажам среќа што ја запознав Кате и ја следев незе и се охрабрив некако. И морам да признам дека да не беше Кате, не знам како ќе го изведе се тоа. Ќе ги следев јас и групите, ама многу е подруго кога имаш некој човек вака да се разбереш, кој што ти е близок, да кажем. Кате, со каква храна всушност се започнува? Дали треба да биде варена? Колкави треба да бидат парченцата храна што ќе му се понудат на бебето? Што значи соодветна големина за 6-месечно бебе? Мора да кажам дека на почетокот самото тоа 6-месечно бебе мора да исполнува некои критериуми за да може да почне со Baby Led Weaning. Мора да седи самостојно на под, за да може да ја држи главата, за кога ќе се активира тој рефлекс на искашлување, да може да се активира по правилно, да речеме. Мора да покажува дека фаќа предмети и ги става во уста, заинтересираност на маса кога седи со неговите родители и многу е битно седењето.
седи бебето во 90-90-90, значи зглобовите се во 90, колената се во 90 и куковите. Никако наведното хранење, затоа што со тоа наведното хранење се допринесува нели за повеќе да се кашла и не да боже нели доколку не се дава храната правилно да дојде до некој... тоа ми веројатно е најголемиот страв на родителите, така. Што ако некој парченце залетне, па бебето се засркне. Парчињата се даваат обично во големина на 2 прста, нели доколку овозможува храната што се служи. Исто така мора да се згмечи со палецот и показалецот, кога ќе го притиснеме доколку варено, печено, не е битно, мора да се згмечи и да се распадне храната, да не се распаднува премногу, затоа што бебињата кога се од 6 до 9 месеци фаќаат со целата дланка. Така, со цела дланка го земаат парчето храна. Тек на 8,5-9 месеци веќе се развива оној прстохват кај што можат да фатат и помали парченца. Исто така многу е битно, многу мајки прашуваат за забите. Како ќе јаде? Да, како бебето може да го изџвака тоа парче храна доколку нема заби? Тоа е една голема дилема. На бебињата не им требаат заби за џвакање, џвакаме со движење на јазикот, образот и вилицата. Така и тие исто џвакаат. Доколку има мајки што дојат, знаат дека бебињата кога ќе ги гризнат, кога е тој процес на доење, тој стисок е многу силен, така. Така исто се однесуваат и со храната. Така да нема тука страф. А доколку пораснат веќе заби и самата мајка види дека се откинуваат парченца од... Така, сега видовме парченца храна од авокадо, ако не се лажам, краставичка, нешто така имаше. И многу е битно како се служи храната. Еве, токму сега тоа можеме да го видиме. Така, да. Парченца храна, која големина всушност е соодветна за таа возраст. Како бебињата реагираат на почеток кога ќе видат пред нив сервиран ваков оброк? Знаат ли што да прават со храната или си играат? Baby led weaning е добро затоа што бебињата истражуваат, експериментираат. Бебињата низ целиот процес на нивното растење за се учат. Значи, ништо не е игра, се е учење. Како што е учење да стануваат, да се вртат, да се тркалаат, да седнуваат, да одат, така учење е и хранењето. Така да мислам дека е супер процес да се види, трае подолго отколку нели хранењето со лажичка, но мислам дека е супер да се гледа како едно бебе расте со нели правилно хранење, да речеме. Како што тоа бира, не како што ние му бираме. Сега родителите кога ги хранат нивните деца со лажичка, имаат впечаток дека поседуваат одредена контрола колку детето ќе изеде. Како е со baby led weaning? Како сте сигурни колку вашето дете изело, а колку завршило на подот? На почетокот никогаш не сме сигурни. Јас се уште имам моменти, дилеми, стравови, паники дека никад не изела доволно. Меѓутоа, овој метод е идеален за мајките за да на некој начин ги остават работите сами по себе да течат. Единствено нешто за кое што треба да има 100% контрола е безбедноста на самиот процес, односно на што го напомена Ката, начинот на кој што се сервира храната, значи мора да се исполнуваат, начинот на кој што еве Аника како така како јаде, како истражува, да. Начинот на кој што се седи и дали е врзано, значи безбедноста при хранењето. Она што треба сите да бидеме свесни дека ние возрастните не јадеме секој ден количински исто. Ника и незиниот процес на јадење и она што го учам со незе е на долги стази многу фасцинантно. Зашто имате процес кога практично бебето истражува, да, прави неред. Сето тоа е фрустрирачки ако земеме во предвид дека тоа се некои нормативи кои што сами на себе ние си ги поставуваме. Тоа се рамки кои што само ние возрастните, дека мора да биде чисто, дека мора да биде така. Ништо не мора всушност. Со овој процес сваќате дека ништо не мора и дека како вчерашниот пример, нека веќе речи си 9,5 месеци, значи толку беше убав сервиран ручекот, толку беше прекрасен, заврши цел на пот. Ама буквално цел на пот. Дури постирав една стори на Инстаграм, тие што ме следат, цел беше на пот. Меѓутоа, тоа не значи дека утре ќе се случи. Имате процес на вадење заби, ника е во тој процес. Има процес кога беше настината, значи самата настинка прави одреден регрес на самото бебе. Меѓутоа мора да му го дадете просторот кој што самото го бара. Сами забележувате која храна ќе ја побара, колку му е доста. На почетокот од 6 до 9 месеци буквално е само истражување на вкусови. Така и треба да биде. Така и на некој начин сите советуваат дека
најчесто до првата година до храната треба да биде само дохрана, Така, односно комплементарно, истражување, да. така. Значи треба да го придружува оно основното, а тоа е мајчиното млеко или адаптираната формула за бебињата. Иако мислам дека контролата за количината со кашичките е поголема, меѓутоа тоа е наметната контрола. Значи јас имам случаи каде што имам видено дека со сила се тера да изеде 300 грама. 300 грами за возрастен човек е многу. Да, тоа е често прашање на родителите, колку треба моето дете да изеде, колку грама од одредена кашичка треба да внесе во текот на денот. Јас никогаш ни со Максим немам мерено, со никој особено немам контрола, меѓутоа таа е таа која што треба да ми го наметне тоа теб. Не сме сите исти јадачи, например. Кај нив е контролата и кон апетитот и како се хранат, бирање што се јаде, а наше е да послужиме повеќе видови на храна, а тие да изберат што точно треба да изедат во текот на денот. Сигурно еден оброк во денот е изеден, а тоа за едно бебе од 6 до 9 месеци мислам дека е повеќе од доволно. Што треба на почеток да му се послужи на бебе од 6 месеци? Дали варен зелачок, дали овошје или пак ви имате сосема некоја друга стратегија, Катерина? Во Baby Led Weaning се препорачува да се служи храната која што ја јаде целото семејство, само да се послужи на начин кој што е соодветен за бебето. Значи, додека ако денеска јадеме на пример батат или јадеме ориз или јадеме брокула, брокулата треба да е добро сварена и да биде во нели како гранче, само гранче или на пола. Зависи од големината на брокулата. Има сликовето, може да се види нели на интернет, доколку се заинтересирани мајките, може стварно да се добијат супер информации како точно треба да се послужи храната. Што е со месото? Некои смета дека месото треба да биде прва храна, бидејќи содржи многу железо, протеини, но можат ли бебиња на оваа возраст да изедат парче месо? Може да го внесат во облик на протеин, а тоа е најбитното нешто кај Baby Led Weaning. Не се гледа дали ќе се почне со овошје или зеленчук или со месо, значи не се класифицира така како во стандардните кашички, нели? Најчесто кај нас традиционално се почнува со јаблче, па после имаш некој муабет како не почнувај со овошје, бидејќи после бебето нема да ти, значи такво нешто не. Затоа изборот на храна треба да биде од 2 до 3 намирници обавезно, од проста причина што детето ќе ги истражува и самото ќе си развие еден вид на склоност. Пак ќе кажам, докај 9 месеци тоа баш се гледа дека е само истражување. После 9 месеци знаеш дека на бебето му е омилена намирница, да кажеме брокулата. Едноставно го гледаш тоа, најмногу реагира, најмногу количински јаде од самото парче. Инаку по Baby Led Weaning не постои ограничување кога што се служи, бидејќи во првата година практично се внесува, освен шеќер, сол, процесирана храна, мед, никако. Значи сите останати препораки, вклучувајќи ги алергените, од кои што ние најмногу се плашиме. Така, се внесуваат доста рано. Да, се внесуваат, препорачува од 6 до 9, има некоја најново истражување што покажува дека не знам колку е, веројатно што служи како официјална препорака, дека што порано се внесат алергените, така, дури се препорачува помеѓу 4-тиот и 6-тиот месец, има дури некои такви препораки, тоа за многу силни веќе на некој начин бебињата се заштитени, токму поради тоа, додека цицаат. И се запознаваат со самите, бидејќи алергените се пренесуваат преку мајчиното млеко. Значи, ако некој дете има, зборуваме за вистинска алергија и на вистина голема нетолерантност, да кажеме кравји протеини или не знам, јатки, најчесто кикирики, ред други работи кои што мајката ги конзумира додека дои, во тој случај може да се забележи по, не знам, осип, диареја или не, збориме за највисок вид. Најчесто не поминува така. Значи јас од тоа најмногу се плачев и на Катен Остап изборев, меѓутоа се охрабрив и ги внесов алергените, освен јагоди кои што ги чекам домашните од двор. Јас ќе се задржам уште малку на месото. Катерина, како на вашето дете му дававте, да речеме, телешко месо? Дали бебињата на почеток само го цицаат месото, го шмукаат, само сокот всушност го примаат од него? Јадат ли месо? Ќе употребен израз глодаат. Глодаат, значи, да, може би тоа, да. Од 6 до 9 до 8 израз. месеци бебињата глодаат. Значи не е тоа гризење, не е ни не знам, комплетно наџвакање, туку е глодање. Доволно е на бебињата само да го испијат сокот од месото. Значи не мора да го изедат цело месо, туку само сокот, да го ишмукаат сокот од самото месо. Например, телешко месо сум го служела варено како телешки мускул. И има внесувано добра количина, да кажеме, или ќофтиња, телешко мелено месо заедно со свинско, копани од петел, домашни,
Така да ние мислиме дека они не можат, а они ни покажуваат дека многу можат. И тоа е така фасцинантно за мене, колку они се спремни, колку можат било која храна да ја поднесат. Па и велат дека низ вековите наназад всушност и така се хранале. Така, да. Во историјата немале порано блендери за да им понудат кашички со лажичка на своите деца. Од 1930-та почнува комерцијализацијата на блендираната храна и продавањето на истата. И се тргаат тие некои сестри кои што работеле со бебињата и со нивната исхрана, односно во тоа време не ги викале нутриционисти, сега ги викаат така, или регистрирани диететичари што работат само со бебиња. И педиатрите се вмешуваат и нели почнуваат со дохрана од 4 до 6 месеци, затоа што некои бебиња биле не толку напредни. И затоа се впуштаат во хранење на бебиња од 4 до 6 месеци, што со овој метод и општо препораките денешни се дека тоа не се прави од 6 месеци. И сакам да додадам дека некои бебиња не се уште од 6 месеци кога ќе напунат одма спремни. Значи може да бидат за 2 недели од тогаш спремни или кога ќе напунат 6 месеци, 3 недели, така нешто, но ќе ми покаже нели самото бебе кога е баш спремно да јаде. Јас уште некои дилеми би сакала да разјаснам еве во однос на чистите прашања на родителите кои што се заинтересирани на ваков начин да почнат да ги хранат своите деца. Што е со зрнестата храна? Можат ли бебињата да јадат грашок, граф? Како им ги сервират? Јас на почеток, додека никој уште немаше развиено прстафот, и правев намази. Јас сум популарна по намазите, можам све да изблендирам, да ставам лукче и тоа добиваше еден убав намаз кој што ќе го сервираш на некој тост хлебче или нешто слично, или на палачинка, бидејќи исто така нели може да се изеди, така го внесува протеинот од одредено мешункасто. Меѓутоа понатаму можеш да го смачкаш само, за да може да го земе кога ќе има развиено прстафот. Сега не знам точно дали релја, мислам дека релја веќе почнува да зема цели зрнести. Чисто ради безбедноста на бебето е многу подобро кога ќе ја смачкаш храната, за да нема никакво, зашто топче како топче не е баш сигурно, не е препорачливо. Меѓутоа и за тоа треба да се следи самото бебе. Јас кај Ника си го терам тоа малце постепено, не сум толку храбра. Меѓутоа сметам дека речиси се имам воведено кај нејзе, во незината исхрана. Меѓу другото, грашокот ми беше, ако не се лажам, едно од првите намирници кога она веќе започна или покажа дека може да јаде со рачиња. Не знам кате ќе каже за нејзе. Кога се служи таква храна, доколку нели денеска имаме за ручек грашок, граф, обично се одвојува цврстиот дел од течниот дел. Течниот дел може да се даде или со цевка, или да се даде со отворена чаша. Многу интересно дека денешните препораки, без разлика како се храни бебето, дали тоа е лажица или само се храни, дека треба да се пробува да пие од отворена чаша, затоа долгорочно нели да се научи како се пие од отворена чаша, да не ги користиме веќе нели оние шишиња со цуцла или пак со клуче. Стварно се способни. Може да научат и од цевка да пијат, можат и од отворена чаша. Нели доколку ние мајките сакаме, има секакви видови на чашки кои што може да се однесат и надвор и да се пие и така. Има препораки, посебно е да се вратиме на грашокот. Грашокот не го сметаат како некоја опасност за гушење, затоа што бебешкиот хранопровод е голем колку нашиот најмал прст. Се што може да влезе нели во тој облик не е опасно за бебето, но нели треба да се пази на сите оние што се округли форми, како чери домат, како грозје, секогаш се сечат надолжно. Така има правило како треба да се сече. Па не и за бебињата, туку и за децата кои што се на возраст до 4 години. Да, до 4 години треба на таков начин да конзумираат. Сега на интернет може да се видат многу видеа кои што отсликуваат една стресна ситуација, кога бебето конзумира некое парче храна и почнува да се гуши и потоа самото се ослободува всушност од залокот кој што завршил во душникот. И родителите не реагираат во тие моменти. Не треба да реагираат. Лично мене тоа ми изгледаше мощно стресно. Како се соочувате со такви ситуации? Сте имале? Не ве плаши тоа? Тоа на англиски се вика gag reflex. Не знам како е точно
преводот не успеав да дознам како е точно на македонски. Загрцнување, Искашлување. Значи до 6 месеци бебињата го имаат оној tongue thrust рефлекс, односно ништо не дозволуваат да влезе во нивната усна шуплина освен млеко и града. Потоа почнуваат со јазикот, значи доколку не се спремни, почнуваат јазикот да го избацуваат нанапред. Тој гег рефлекс се јавува кај бебињата многу напред на јазикот, доколку кај возрасен човек е многу позади кон грлото, доколку ставиме прст, нели она нагон за повраќање го имаме доколку го ставиме многу длабоко во грлото. А кај бебето е многу напред, затоа се смета дека нема шанси да дојде до некакво гушење и тој механизам е толку јак што самото бебе учи колку треба да стави во устата, а дали ставило премногу, која текстура како се обработува, така да до сега не сум имала некое страшно искуство, но нели може да се појави и нагон на повраќање, да поврати самото бебе, но тие во сите тие видеа што ги гледаме реагираат толку смирено по нели таа случка и продолжуваат да се јадат како ништо да не се случило. Да, ништо не се случило, така. Да, а мајките имам препорака да бидат смирени без разлика, нели има и поголеми деца што почнуваат да се хранат со парчиња на 9 месеци, мора да бидеме смирени затоа што самата реакција, скокање, викање, да, може да допринесе до некои нели полоши ситуации што не ги сакаме. Само треба смирено да се пристапи, да се зборува кашлај, да се имитира нели звукот на кашлање, и тоа само ќе го исфрли. Во оние текстови кои што вие сте ги проучиле за беби late weaning, било посочено дека не е правилно детето да се подчукнува по грбчето кога се засркнува. Така, тоа е можна чест пример кај нас кога ќе Јас сум го правила тоа и со првото дете, до нели малце кога ќе истражиш повеќе, сваќаш дека си правила многу погрешни работи. Со самото подчукнување од позади на грбот го прошируваме хранопроводот и таа храна може да се заглави уште подлабоко. Но овие случаи се многу ретки, морам да кажам. Значи, доколку правилно се служи храната на деца, на бебиња, на деца до 4 години, нема шанси да дојде до нешто вакво, затоа што самото тело има многу јаки одбранбени механизми или рефлекси. Ајде сега малку околу практичните моменти. Каква хранилка е потребна? Дали е потребно да има еден голем послужавник пред бебето, за да може да истражува со храната што е сервирана пред него? Јас сменив, зашто Ника беше многу малечко тоа дрвеното. Имам сега пространа хранилка, долу има столче кое што ги става ноџињата. Доколку нема простор за столче, ставам една марама, тоа ми е препорака од Кате. Видов дека го практикуваат мајки низ светот, особено онаа што е белата, најпопуларна хранилка од Икеа, не е ова реклама. Значи само да ги стави ноџињата за да може да стои 90. Само околу тоа да се надоврзам околу оној момент. Во голема заблуда се би кажала, па и себе си би се ставила. Не може дете да се засркне само од јадење. Може и ако неправилно го храните, односно го легнувате на 4 месеци, му ставате кашичка. Воопшто нема врска дали е парчево прашање, дали е. Има многу случаи кои што од вода, буквално од вода се загрцнуваат, буквално им залетнува, значи во исти момент кога ќе земе воздух или ќе се расплаче или нешто слично. Многу е битно на 6 месеци што цело време го кажуваме, значи не може бебе да се храни во 4 месечна лежачка положба. Тоа е тотално неправилно. Независно кој метод ќе го применува. Едноставно не е природно. На нас возрастните не ни е природно да лежиме и да пиеме течност, да јадеме храна и слично. Околу тој момент. Инаку, Кате после ќе го објасни оној момент за gagging and choking, значи која е разликата, дека практично може да се види, има индикации кога бебето само значи се загрцнува, меѓутоа има способност да ја исфрли храната, парчето што и да е, бидејќи јас тоа го приметив. Ника имаше една таква ситуација кај што ја оставив сама, поучено тоа како треба да реагирам смирено и слично. Да, стресна за мајките, меѓутоа многу е битно да знаеш што правиш. Като поубаво тоа ќе го објасни, а околу изборот на хранилки, па сега на пазарот мислам дека има што да се најде нака добро. Ката има една многу добра хранилка која што не знам од кај ти е таа со Не кажувам. Не кажувам. Меѓутоа многу е битно и да се запази на 90 и пространа нормално површина, доколку бебето сака
само храната од тука да ја истражува или во некоја чинија со силиконски подметач за да може да држи, за да не ја бутка, бидејќи на пример моето бебе тоа све бутка, фрла и така, она е малку така. А кога понудивте лажица? Има тука едно правило на 3 лажички. Ајде да го појасните ката за што станува збор. Лажица може да се понуди уште од самиот старт. Многу мајки во светот користат baby led weaning комбинирано. Значи не го оставаат само бебето, туку му нудат и лажички, доколку тоа е на пример овесна каша. Земаме 3 лажици. Треба да се најдат на пазарот лажички што тие како мали бебиња мора да ги држат. Не овие лажички ние што ги користиме за хранење. Значи тие се посебни, специфични. Да, ги има и во Скопје, може да се најдат. И полниме 2 лажици, ги нудиме, никогаш не ставаме во раце, не брцаме во уста, тоа не го правиме затоа што се создава аверзија и многу битно не го бришеме лицето на бебето. Значи никако храната останува на лицето на бебето до крајот на оброкот. Полниме една лажица, ја нудиме, ја фаќа во едната рака, полниме уште една во другата рака и третата е кај нас. Кога ќе се изеде нештото од тие 2 лажици, ја нудиме и третата лажица, а со сигурност бебето фрла една од тие 2 лажици кои што се искористени и ја фаќа полната и така се во круг. И успешно е и тоа хранење, доколку нели мајките не се одлучат за baby led weaning, супер е да се нуди и на тој начин. Или да има исто има еден назив се вика responsive feeding, значи не ние да ја бутаме лажицата во уста, туку да ја посочиме пред лицето и самото бебе да се наведне и да ја отвори устата и да ја земе храната. И тоа е исто супер метод. Кој е ставот на педиатрите во однос на ова прашање? Не сите поддржуваат baby led weaning, од друга страна Американската педиатриска асоциација го препорачува и вели најдобро да се почне од 6 месеци со парченца храна. Затоа што самата книга потекнува од Велика Британија, е самиот National Health Service или нели да го наречам Министерство за здравство на Велика Британија, можете да најдете насоки како треба да се храни едно 6-месечно бебе и меѓу првите е со парчиња. Педиатрите кај нас, јас сум имала само една средба со педијатар кој што бил заинтересиран да дознае повеќе за тоа како се храни моето бебе, но не сум имала прилика нели да разговарам, иако има многу поделени мислења. И во тие групи можете да ги најдете на Facebook, доколку мајката отиде нели кај некој соодветен педијатар, има одобрување, а кај другите нема одобрување. Јас сметам дека самите педијатри не се доволно, не дека не се стручни, туку не се доволно упатени во процесот. Затоа што тука стварно се работи за процес кај што има стрикни процедури како таа храна се служи. Значи ние не даваме храна која што би била опасна за самото бебе. Туку нели припазуваме на тоа највеќе служење како се служи таа храна. Јас следев некои блогови на педиатри од Велика Британија кои што ги наведуваат и позитивните и негативните страни во однос на оваа исхрана. Имаат тие дилеми во однос на тоа дека најчесто менито на бебињата кои што се хранат на ваков начин со baby led weaning се сведува велат на варен зеленчук и на овошје, не внесуваат доволно месо, тоа е нивниот впечаток и дека не внесуваат доволно железо и протеини. Тука има дилемата и дека всушност нели не джвакаат, не голтаат. Имаше поделени ставови во однос на ова прашање. Вие следите многу групи на Facebook каде што мајките ги хранат децата на ваков начин. Се случува ли да влезат во таа замка? Почесто да нудат зеленчук и овошје отколку нешто друго. Секако дека мајките некогаш јајце како нудат на овој начин? Во омлет. Значи на парчиња како палачинка и се дава нели пак 2 прста парчиња. И во тој омлет може да се стави спанак, блитва, коприва. Значи доволно се информирани. Да. Мора да бараме решение. Ако не го бараме решението за некоја храна како се служи, нема ни да ја служиме. Истото важи и за пире. Јас сметам дека треба да истражиме, самата мајка треба да истражи и некој да ја посочи што дневно му треба на бебето, а тоа се масти, протеини и нели витамини од овошје, од зеленчук. Ама од 6 до 8 месеци бебето мора да прима многу железо, а тоа најмногу се добива од месо. Ке нас најчесто се следат таблици на дохрана,
Ви беше ли тешко да отстапите од таа Да, ваша практика? апсолутно, Затоа што и апсолутно. вие, меѓу другото, сте едно од администраторките на групата Здрава храна, здрави деца. Таму родителите најчесто прашуваат за табели на дохрана, ова сега веќе е нешто сосема друго. Кога почнав да ги објавувам оброците на Ника во Здрава храна, здрави деца, нели за тоа што како имаше многу прашања, многу заинтересираност. После оваа емисија, значи ќе имаме еден пост кај што откако ќе излезе видеото ќе го прикачиме таму за да видат од прва рака да се информираат од Ката и моето искуство. Да, мене лично ми беше многу тешко. Се фаќав в себе си, меѓутоа веројатно искуството, зашто јас Максим практично ја и ден денеска му готвам и baby led winning малку подоцна од Ника, ми беше тешко, меѓутоа решив да си го следам бебето. Не дека Максим не сум го следела, меѓутоа веројатно стравот и недоволно информираноста во тоа време би кажала. И тогаш мислев дека тоа е најдобро. Ова искача како сама себе да сум се побила со таблицата. Јас се уште ја препорачувам таа таблица. Зошто? Заради тоа што е направена за според нутритивните потреби. Иако јас на Ника многу повеќе месо и нудам одошто на Максим. На Максим некако тоа почна после 8-миот месец, кај Ника тоа се случи уште во самиот старт. Меѓутоа протеините ги надополнувам и со многу јатки. Јас користам многу јатки, особено хумусот, особено наутот, особено паштети од граф, од леќа и слично што си ги правам дома. И така некако протеините кај нејзе ги надополнувам и не се сложувам со тоа дека со baby led winning практично бебињата голтаат, кој знае што голтаат. Напротив, тие најмалку голтаат, тие многу повеќе жвакаат и го развиваат оној оралниот апарат кој што е нели нормален да жвакаш, кој што понатаму односи бенефит за порано да зборат и се останато. Значи може да се направи. Само треба да го следиме бебето и да читаме што е добро за нив. Кати, висна ви благодарам што го споделивте вашето родителско искуство со нашите гледачи за овој несекојдневен начин на дохрана, baby led winning. Верувам дека ќе има се повеќе мајки кои што ќе се ohrabrат на ваков начин да ги хранат своите деца, бидејќи има навистина многу бенефити, многу повеќе бенефити отколку негативни страни. Можат, Катерина, вас да ве следат на Инстаграм. Мислам дека Весна веќе сите знаат дека можете и на Инстаграм и на Фејсбук. Ви благодарам уште еднаш и благодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.